6, 14 до 44. Можете да го следите текстот на екраните или во вашите библии. Повелете. И цар Ирод разбра за Исус, зашто името негово беше прочуено, па рече: Јован Крстител воскреснал од мртвите, и затоа станува чуда преку него. Едни велија Илија е, а други пророк е, или како еден од пророците. А Ирод штом чу, рече: тоа е Јован, на кого јас му ја отсеков главата, тој воскреснал од мртвите. Бидејќи сам Ирод прати да го фатат Јован, го врза и го фрли во затвор, заради Иродијада, жената на братот му Филип, зашто се ожени со неа. Бидејќи Јован му велеше на Ирод: не ти е дозволено да ја имаш жената на твојот брат. Еродијада се озлоби против него и сакаше да го убие, но не можеше, зашто Ирод се плашеше од Јован, знаејќи дека е тој човек праведен, свет и го пазеше. Многу беше збунет додека го слушаше, а со задоволство го слушаше. И настана погоден ден кога Ирод повод својот роден ден им приготви вечера на своите кнезови, војводи и старешини галилејски. И влезе ќерката на Иродијаде, играше и им угоди на гостите и на Ирод. Тогаш царот и рече на девојката: баре од мене што сакаш и ќе ти дадам. И се закона: што и да побараш од мене, ќе ти дадам дури и половината од моето царство. А таа излезе и ја праша мајка си: што да побарам? Таа ја одговори: главата на Јован Крстител. И таа веднаш влезе кај царот и побара, говорејќи: сакам уште сега да ми ја дадеш на чинија главата на Јован Крстител. Царот се загрижи, но заради ветувањето и гостите своји не сакаше да откаже. И веднаш, откако испрати джелат, царот нареди да ја донесат главата негова, а те отиде, му ја отсече главата во затворот, ја донесе на чинија, па ја предаде на девојката, а девојката ја даде на мајка си. Кога неговите ученици разбра, дојдоа и го зедоа телото негово и го погребаа. И се собраа апостолите кај Исус, па го известија за се што направиле и поучувале, а тој им рече: дојдете и вие во осамено место и одморете се малку, зашто мнозина доаѓаа и си одеа, така што нема кога ни да јадат. И отидоа со кораб сами во осамено место. И ги виде народот кога си одеа, и го познаа мнозина, па пеш од сите градови тргнаа таму и го испреварија и се собраа околу него. А Исус, кога излезе, виде многу народ и се смилува над нив, зашто беа како овци без пастир, и почна да ги поучува многу. И бидејќи веќе времето поизмина, учениците негови пристапија кон него и рекоа: овде е местото пусто, а и доцна е. Распушти ги за да отидат по околните села и колиби да си купат леб, зашто нема што да јадат. Тој им одговори и рече: дајте им вие да јадат. А тие му рекоа: да појдеме и да купиме и за 200 денари леб, па да им дадеме да јадат. Потоа тој ги праша: колку лебови имате? Отидете и видете. И кога видео, рекоа: 5 леба и 2 риби. Тогаш Исус им рече на сите да поседнат на купчиња по зелената трева. И поседнаа во групи по 100 и по 50. Тој ги зеде 5 леба и 2 риби, па погледна кон небото, ги благослови лебовите и ги прекрши. Им ги даде на учениците своји, за да им ги стават пред нив. Исто така им ги раздели и 2 риби на сите. И јадеа сите и се наситија. И собраа парчена од лебот и од рибите полни 12 кошеви. А оние што јаде од лебовите беа околу 5000 маши. Амен. Амен. Ова беше малку подолг текст, затоа направив едно слайдшоу и фани да свирам позадина, затоа што во денешно време многу брзо ни станува досадно се. Но верувам дека убаво е да се слушне Божиот збор во малку подолги пасоси, да видиме што Господовиот збор има да ни каже. Ова е втората проповед од новата серија проповеди што ја проповедаме, а тоа е за визијата и мисијата на Евангелска црква за сезоната која доаѓа. Минатата недела почнавме од почеток, гледаме дека веќе мисијата на Исус која почнал се проширила насекаде. Освен обичниот народ кој добро знаел веќе за Исус, што тој правил и како поучувал, во овој случај гледаме дека
веќе и царот, Ирод, запознаен со Исус. Оние повисоките кругови на општеството слушнале веќе за него. Па имаат некои своји објаснувања за кој тоа би можел да биде, кој Исус уствари. Прашањето кое тие го одговараат постојано со тие предпоставки е кој е Исус. Интересно, тоа останува прашање 2000 години после Исус, кое народот се уште го одговара. Минатиот пат зборувавме токму за таа мисија и за тоа како Исус ги праќа апостолите. Тоа што за мене представуваше многу интересен факт е како Исус ги испраќа нив, со кои зборови ги испраќа. Не им дава само некакви ментални подготовки. Знаете, обично кога се праќаат луѓе во мисија и ако гледате тие модерните филмови, има, како да кажам, охрабрување, има некаква ментална припрема, емотивна припрема за што ќе следи, што треба да очекувате, која порака да ја проповедате и така натаму. Исус не им го кажува само тоа. Туку во тој момент тој дури и ги облекува, им кажува што да носат. Во денешно време мислам дека пола од нас ќе се откажеме затоа што многу не е важно што носиме и сега ако ве прати некој мисля да ве кажам, знаеш, треба вака се облечени, вака се облечени, ќе чекам маца. Ова е експресија на која јас сум. Не можеш ти пола од мене да отсечеш. Мојата облека го представува моето внатрешно јас. Но Господ Исус ги облекува нив на еден соодветен начин. Тоа што Исус го прави, со апостолите ги облекува на начин на кој нивната мисија би требала да има природа на пастири. Ги облекува вака и ми вика, ќе земете еден стап, сандали и наметка. Тоа е опремата која пастирите имале, стандардната опрема за пастир во први век. Од прилика со тоа Исус ги праќа. Тоа што тие го добија од него, а што беше најважно, според минатава проповед што проповедавме, беше она што не може ниту да се види, ниту да се слушне. А тоа е дека тие добија власт од него. Тоа беше клучниот момент, дека Исус на нив им даде власт и ги прати на мисија. Преку сите облеки и изгледи, тој дел останува единствениот клучен дел од мисијата на црквата. Власта која е доверена на црквата за мисијата во која Исус нас не праќа. Ако Христос ни нема поверено нешто, без разлика што и да правиме и колку и да се трудиме, ние нема да успееме во таа мисија, бидејќи клучно дел од успехот на црквената мисија лежи токму овде. Дали Христос ти дал власт да одиш во одредена насока или не ти дал власт. Тоа што мораме да го разбереме дека Господ кога не повикува во мисија, а црквата постои затоа што има мисија. Можеме ќе се праша зошто црквата постои. Зошто има толку многу цркви насекаде? Зошто воопшто се проповеда? Зошто воопшто се собираме недела сабајле? Црквата постои затоа што црквата има мисија. Точка. Христос им ја препушти мисијата на апостолите и така се роди црквата. Црквата има порака која носи. И минатиот пат зборевме дека пораката која црквата ја носи е добрата вест. Евангелието, значи во превод значи добра вест. Црквата има вест која треба да ја сподели со целата земја. А тоа е добрата вест. Тоа е мисијата на црквата. Клучен аспект на нашата мисија ќе остане во нашата верност во она што на нас ни е поверено. Дали јас сум верен во она малку кое Господ ми го доверил? Или моите очи се насочени кон големите нешта? А ги презирам малите одговорности кои Бог ми ги доверил. Постојано кажувам дека не треба волонтери за миксета, за детска црква, за не знам, имаме овие волонтери за чистење и така натаму. Ако твоите очи се насочени кон големите нешта, Господа прави некој, кој знае какви све работи преку тебе, а ги презираш малите нешта. Јас сум 99% сигурен дека Господ големите нешта нема да ти ги довери. Ако не си верен во малку она што Господ ти го доверил, не можеш да бидеш верен ни во многу. Како што ќе оди приказната, во ова порака што имаме, ќе разбереме дека на самиот крај на Евангелието, пред Исус да ги прати во мисија низ целиот свет своите апостоли, тој им рече вака, ако читаме Матеј 28 глава, вели: сета власт на небото и на земјата ми се предадени мене. Сета власт. Затоа одете по целиот свет. Крштевајте ги луѓето
Поучувајте ги, крштевајте ги, што? Во чие име? Во мое име, во Христово име. Зошто? Затоа што на него му е дадена целата власт на небото и на земјата. Повторно, власта која доаѓа од него е важна особина. Победата на крстот и воскресението се доказ за таа власт, бидејќи Исус имајќи власта над животот. Преку крстот и воскресението ја превзеде власта и над смртта. И во контекстот на созданието, животот и смртта стојат неприкосновено на врвот на листата како врховна власт. Бидејќи ние на друга власт не може ни да се спореди со власта на животот и на смртта. Што мисламе по тоа? За власта на животот и смртта. Во историјата на земјата се појавиле многу водачи, многу силни водачи. Но ниеден од тие водачи немаа власт над смртта. Сите тие умреле. Власт, да се има власт над животот и смртта, значи да се има власт над апсолутно се што постои. Затоа што животот и смртта се како некои загради помеѓу сето она што постои помеѓу почетокот и крајот. Христос има власта на почетокот и крајот на животот и на смртта. Пред да продолжиме понатаму, пред црквата да ја зграбчи таа власт за која зборам, се може да каже, окей, ние сме црквата, значи имаме власт. Значи, кај нас обично луѓе се тепаат за власт, пошто со власта доаѓаат и други бенефиции, нели? Може да правиш што сакаш тука кај нас. Исус до крајот на Евангелијата покажува што значи да се има таа власт над животот и над смртта. Како изгледа тоа кога на некој од нас му е дадена власта, која е суштинска особина преку која црквата го освојува светот, преку таа мисија која ни е дадена. Што значи да се има Христовата безконечна власт над животот и смртта, да ти е предадена на тебе за да можеш да вршиш мисијата во која тој те повикува? Што значи да се има таа власт? Прашањето не е дали таа власт ти е предадена на црквата преку Христос, нормално. Прашањето е како црквата ја користи таа власт и дали воопшто има пристап до таа власт заради тоа како црквата е. Кога ќе кажам црквата, не мислам на институцијата во која сега моментално седиме или некои други црквени згради кои ги гледате наоколу, туку мислам на црквата која сме јас и ти. Може сам да го затворите прозорот? Thank you. Црквата кои сме јас и ти. Новозаветна дефиниција за црквата е тоа. Јас и ти сме црквата. Во текстот кој го читавме, почна со текст за Ирод, за царот Ирод. Името Ирод се појавува неколку пати во Новиот Завет и понекогаш нема да приметите дека се работи за различни личности. Во Новиот Завет има тројца Ироди кои се појавуваат, три различни личности. Најважниот и најпознатиот е Ирод Велики, кој владеел во времето на Христовото раѓање. А кој текнува на Ирод, кој се вознемири целиот Иерусалим со него, и оној кој ги испоуби тие 2000 бебења, овој параноичниот Ирод, тој е Ирод Велики. Тој е првиот од таа династија на Ироди. Неговата параноја го доведа тоа да убие многу од своите деца и сопруги од страв да не му го завземат престолот. Се плаши дека некој му кова нешто, решение смрт. Како заповед пред да умре, замислите што тој направил. Како заповед пред да умре за неговиот погреб, им остава аманет на неговите, нели, што да направат. Си го припрема својот погреб, наредува на своите слуги да убијат голем број од израелските водачи и старешини, за кога ќе биде неговиот погреб, на еден или на друг начин Израел да плаче. Тој си нарачал плачење за неговиот погреб со тоа што убил други луѓе, по кои луѓето ќе плачат. За него тоа не му прави никаква разлика. Тој само сакал да се слушне плач кога тој ќе умре. За таков Ирод збориме ние. Неговиот престол го наследиле тројца негови синови. Едниот се викал Архелаус, другиот Антипас, кој подосна го зима повторно името Ирод Антипас и Филип. Од тие тројца во денешниот текст се спомнуваат двајца, Ирод Антипас и Филип неговиот брат, кој уствари Ирод Антипас му е земал жената на Филип. И отприлика за тоа му спорел Јован Крстител на Ирод. Ирод Антипа се образувал во Рим
кај што представувале потенцијалните цезари, и на тој начин имало пријателства и врски во многу високи кругови на на Римското царство, и на тој начин тоа може да издейства да има најголема моќ од сите други синови кои Ирод ги имал. Во Новиот Завет, Ирод Антипа е оној кој најмногу се спомнува во текот на Евангелијата и секако се спомнува при отсекувањето на главата на Јован Крстител, како еден важен момент, но и на крајот, кога му се суди на Исус, кога го носат Исус кај Ирод, се работи за тој Ирод. Се спомнува уште еден Ирод, и Ирод Агрипа, понатаму во Дела апостолски тој е оној кој го убива оствари Јаков во раните денови на црквата. Во овој даден момент Ирод Антипа, оној вториот, е оној кој официјално е официјалниот водач на израелците. Тој е официјалниот цар на израелците, оној кого израелците мора да го слушаат, оној кој посредува помеѓу израелскиот народ и Рим. Ирод Антипа е тој човек, е владетелот на Галилеја и на пошироката област таму, тој е неговото царство. Има еден посебен статус неговото царство во контекст на Римската империја. Затоа што во Рим не постои ниедно друго царство, но на израелците им е даден еден посебен статус. Уживаат еден посебен статус да си имаат свој водач и свој цар. Текстот почнува со тоа што дека царот, дури и царот Ирод, слушнал за Исус. Веќе кружеле некои гласини и предпоставки. Кој може да биде тоа сега? Дали е некој од старите пророци, дали е Илија, тој што бил најавуван преку пророштва? За кој се однесува? Кој е тој Исус сега, што прави толку чуда и проповеда толку многу на сите страни? Евангелистот ни го дава токму овој вовед за приказната за тоа како бил погубен Јован Крстител. Ако погледнеме текстот од високо овака, ако успееме овака да се кредеме малку повисоко, да го видиме поширокиот контекст на текстот, ќе видиме дека приказната за отсекувањето на главата на Јован Крстител како еден прекин, едно нарушување на текот на приказната. Доаѓа овака, како што тече приказната, доаѓа оваа приказна и како да ги руши сите можни правила и ги руши сите тие некои очекувања кои ги имаме за како тоа тече приказната. Пред тоа ни е представено како Исус ја води мисијата во својот крај. Минатава недела проповедавме за тоа. Исус оди во својот крај и проповеда. Тој таму ја води мисијата и таму Исус е одбиен. Таму едноставно луѓето се, како да кажем, погледаат Исус и викаат: чека бе, нели овој дрводелецот што ми ги правеше столовите и масите, што ми се прави сега тука паметен? Отприлика така го третираат Исус во својот роден крај. И нема некој посебен успех. Освен, како што вели евангелистот, неколку исцеление и чуда. За евангелистите кои го гледале Исус како уствари постојано има некој успех во чуда, во исцеление, во што ли све не, неколку исцеление и чуда во нивен контекст тоа е неуспех. Замислете да видите чудо. Онака вистинско чудо, како некој болен, и не мислам на настинка, туку мислам на некој кој е, не знам, глувонен, почнува да слуша и да зборува. Такво чудо да има. И тоа ќе го гледаме како чудо, ќе го доживееме како чудо, како голема работа. За апостолите кои го гледале Исус постојано неколку чуда и исцеленија, се капа неуспех, тоа е тоа. Навикнале на Исус. Одбивањето на Исус во неговиот роден крај е можеби првиот тест на апостолите. Но тоа што следи, како што кажавме, доаѓа време на прогонство. Кога доаѓа време на прогонство во тој момент и потешкоти, наместо помалку мисија, Исус ги воведува апостолите во уште повеќе мисија. Тој ги праќа во мисија. Текстот кој предстои пред ова што го прочитавме сега е текстот во кој Исус ги праќа апостолите во мисија, како што кажав, ги облекува во како пастири, им кажува што да прават, им дава власт и ги испраќа во мисија низ сите села и градови во тој регион. Веќе во наредната сцена, после сцената со смртта на Јован Крстител, можеме да видиме како апостолите се враќаат од мисија, па му кажуваат на Исус што направиле пред чудото со петте лева и двете риби и хранењето на 5000. Имаме ние враќање на апостолите. Но во меѓувреме го има текстот за Јован Крстител и отсекување
на главата на последниот старозаветен пророк. Не може да не се запрашаме зошто токму овде евангелистот Марко ја позиционира токму таа приказна. Одбира токму тој дел, токму таа адреса, да ја стави таа приказна. Неговиот вовед означава дека Јован Крстител во тој даден момент е веќе мртов. Ако може да забележите на почетокот, самите гласини и заклучоци кои Ирод ги има, е дека Исус веројатно е воскреснат Јован Крстител, кој тој го убил. И тоа како вовед на евангелистот Марко да воведе приказната за тоа уствари како Јован Крстител умира, како е погубен. Во суштина, ако го погледнеме целиот текст кој го прочитав на почетокот, ќе погледнеме две приказни кои ги прочитавме, ќе видиме дека тие стојат една до друга со причина. Има две приказни. Приказна за Ирод и приказна за Исус. Представен ни е Ирод, кој е официјалниот водач на Израел, тој е царот, но веднаш до него представен ни е Исус, кој е вистинскиот водач на Израел. Представен е Ирод како водач и представен ни е Исус како водач. Ако се сеќавате минатиот пат, зборев за очекувања наспроти реалноста. Уште една тема која се провлекува од минатата проповед и се провлекува токму во таа глава. Минатиот пат зборував дека онака како што тече приказната, евангелистот Марко ни набилдува едно очекување, но се случува нешто сосема спротивно. Исус оди во неговиот крај и тој е одбиен, таму не му даваат, тоест не веруваат во него, и Исус се дури чуди на нивото неверие. И наместо Исус да се повлече, што прави? Не само што е тој сега во мисија, тој ги праќа и своите апостоли во мисија. Наместо помалку мисија има уште повеќе мисија. Не помалку, туку уште повеќе мисија. И истото се случува и во овој случај. Царот прави забава по повод на својот роден ден и на таа забава доаѓаат сите великодостоинственици. Изобилие колку сакате. На царска, кога ќе одите на царска журка, на царска забава, има изобилие колку сакате. Што би кажам, ние нема што нема. Во чест на царот, дури и ќерката на неговата жена, таа што била на братно, која уствари е негова покјерка или како сега тоа, тој е нејзин очув, му приредила некоја огромна танц со огромна чест, специјално за него. И гледаме како евангелистот го билува тој климакс на приказната, како тоа очекување на изобилие, на прекрасно, на задоволство, на чест на Ирод се билда, па дури врхунацот на седо тоа е ќерката влегува и го посветува тој танц само на Ирод. Ирод е толку задоволен, толку му е убаво тоа што се случува, вика, сега, што и да побараш од мене, ќе ти дадам до половина на моето царство. Што и да побараш ќе ти дадам. И таман мислиш, приказната не може погоре да оди, кулминацијата е страшна. Сега кулминацијата на таа приказна е смрт. Може би очекувавме некоја друга разврска после таквото изобилие, но забавата на Ирод, како климакс има токму главата на Јован Крстител донесена на тацна. И сега го можете да замислите таа ужасна сцена. Изобилие на храна, музичари, смеа, задоволство, прекинати со крвта која истекува од тацната на која се наоѓа човечка глава. Главата на познатиот пророк од тој период, кој сите го знае. Тој климаксот на забавата на Ирод, на приказната на Ирод. Но има уште една забава. Паралелно се случува една друга забава. Забава која ја организира токму Исус. Секогаш таа забава не е планирана, како што гледаме од текстот. На таа забава не доаѓаат достоинственици и големци. Всушност на таа забава доаѓаат гладни, болни и луѓе кои се во очајна потреба. Дури и за парчеле. Такви одат на таа забава. И ги има многу. Веќе не знаеш на кој што му фали.
Исус ги гледа и се сожалува врз нив затоа што се како што? Како овци без пастир. Сабата забава не започнува планирано. Всушност е забава која почнува многу спонтано. При враќање од мисија, апостолите се изморени, изгладнете и кога се вратиле кај Исус, вика таму имаше толку народ, сите доаѓаа, си одеа, вика немаа време ни да јадат. Беа изнемоштени, беа утепани скроз. И сам Исус им кажува да влезат во брод и да отидат на другата страна на езерото, на пусто место, каде всушност ќе се одморат и во мир ќе споделат што се случувало на мисиското патување. Народот ги забележува и пред нив стасува на другата страна. Излегувајќи од бродот, Исус и апостолите има што да видат пред себе. Гледате на сцена од повеќе од 5000 луѓе кои се очајни. Исус го гледа нивниот очај и тој се сожалува над нив. И мајки цар, Исус ги виде како овци без пастир. Ти имаат официјален цар, но немаат вистински водач. Ги виде како овци без пастир. За разлика од забавата на Ирод, забавата на Исус не се случува во дворец со изобилие, туку се случува, како што нагласува евангелистот, на пусто место. Таму кај што нема ништо. Ако отидете малце поблиско до екваторот, еве кај што идам во Уганда, таму каде што има шуми, има сенка, температурата е окей. Но таму каде што нема дрвја, тоа е Сахара. Така да на пусто место, малку поблиско до екваторот, тоа е страшна ситуација е таа. Без вода, без храна, луѓето изнемоштени. На пусто место. Исус е пречекан од гладна толпа. Знаете, ние користиме еден термин сега, комбинација од два англиски збора. Hangry. Знаеш што значи тоа? Јас сум нервозен затоа што сум гладен. Има одредена нервоза кога сме гладни, наставно трпението ни е на нула. Краток фитил, тоа е тоа, hangry, тоа значи hangry. Замислете толпа од 5000 луѓе која е гладна, жедна, изнемоштена. Гладна и за збор, и за водство, и за грижа, но е гладна и за леп. Почетокот на таа приказна не е многу надежен. Дури апостолите го увиделе тоа. Му сугерирале на Исус да го распушти народот. Бидејќи на тоа пусто место нема апсолутно ништо, освен луѓето да се онесвестат од глад. Приказната за Исусовата забава завршува со чудо, на кој од 5 леба и 2 риби се нахранети 5000 народ. И многу од нив се исцелени и ослободени. Очекувањата наспроти тоа што всушност се случува се очигледни. Тие две приказни, две забави, две прослави стојат една покрај друга и ни даваат прекрасен поглед на тоа од какво водство всушност има потреба во овој свет. Овие две приказни ја покажуваат разликата помеѓу лажната и привидна моќ која имаше Ирод, наспроти скриената и реална моќ која имаше Исус. Тие две приказни ни покажуваат два типа на водач. Тие две приказни ни покажуваат две личности со различна мисија. Тие две приказни ни покажуваат двајца водачи со различен тип на моќ. Би сакал да застанеме и да размислиме за тоа во кое друштво јас и ти би се вклопиле повеќе. Знаете, кога знаете крајот на приказната, пример, кога слушам приказната за нацистите, за Хитлер, за тие што ги издавале евреите, јас секогаш сум на страната, знаете ли на кој? На тие добрите. Јас никогаш себе си не можам да се видам како Хитлер, затоа што го знам крајот на приказната. Вистинското прашање е, сакам да направиме една инверзија на поговорката с ким си такав си. С ким си такав си, една инверзија. Во кое друштво ти се пронаоѓаш сега во твојот живот? Ако овие две забави се организираат сега во Скопје се организираат, во кое друштво ти ќе се чувствуваш полагано?
во друштвото на Ирод, со сите тие великодостојници, со отменост, со изобилие. Или во друштвото на Исус, каде што е на пусто место, каде што има голема потреба, каде што нема ни храна, ни леп. Во кој друштво ти се пронајгаш себе си? Не с ким си таква си. Туку во кој друштво сега во твојот живот, во оваа фаза ти одговара повеќе? Во кој се гледаш себе си? Многу важно во овој момент е да бидеш искрен со себе. Анализирајќи твоите постапки, одлуки, Инстаграм и Фейсбук постови, каков дел од тебе ти представуваат? Каква забава на твојот Инстаграм профил се гледа? Каква забава ти одиш? Со кој случај ти се поистоветуваш? Лажната моќ на Ирод или вистинската моќ на Исус е она кој сега во овој момент те привлекува? Дали копнеш да си дел од некакво елитно друштво, на еден повик да ги имаш сите на рака? Тоа е многу примамливо. Тоа било друштвото на Ирод. Тоа уствари бил знакот дека ти си дел, дека ти си инсайдер таму и бегаш од оние кои имаат вистинска потреба, од силата која Христос ја има вложена во тебе. Во што се пронаоѓаш? Во што се пронаоѓаш? Не с ким си такав си. Во кој друштво сега во овој момент тебе повеќе те одговара? Јас би сакал да погледнеме на една уште поважна работа покрај краевите на приказната. Би сакал да видиме зошто Марко ни го представува идеалниот водач токму преку оваа приказна. Кој е вистинскиот водач? Ирод е официјалниот водач, но кој е вистинскиот водач? Да видиме кој од овие двајца наликува на водачот кој е според Божјото срце за неговиот народ. Израел има долга историја на тоа да Бог регрутира водачи да го водат Израел, да регрутира пророци, да повикува луѓе да бидат водачи за неговиот народ. Има долга историја. Имаат приказни на успеси, имаат приказни на страшни падови. Имате приказната за Мојсей, но имате приказната и за Самсон. Имате најразлични приказни во Стариот Завет. Имате долгата историја на цареви кои биле според Божјото срце, кои го слушале Божјиот закон. Имате долга низа на цареви кои си правиле што сакаат и биле идолопоклоници. Во историјата на Израел, еден беше одбран директно од Бог да биде водач и цар на Израел. Тоа беше човекот преку чие наследство Бог вети избавување за целиот свет. И Бог за него кажа дека е човек по неговото срце. Се однесува за царот Давид. Некаде во приказната, ликот на Давид е отсликан во оваа приказна. Отсликан е. Може да се види во некои од тие детали кои Марко сака да алудира, да ни ги открие. Тие се зацкриени за некои зборови кои тој ги става, за некои детали кои можеме да ги видиме внатре. Тој сака да ни покаже дека Исус на вистина е Давидовиот син, дека Исус е оној кој треба да седне на престолот на неговиот татко Давид и да владее за секогаш. Иако сега го има царот Ирод, кој седи таму, кој е официјалниот водач. Во Израел во тој момент има еден кој ќе седи на тој престол за секогаш и е според карактерот, според срцето на Давид, оној кој беше според Божјото срце. Некако во приказната Марко ни го сокрива Давид, или подобро да кажам, ни го открива во приказната, во тие некои детали кои тој ни ги дава. Во сиот тој немир од постапките на Ирод и убиството на пророкот Јован Крстител, во израелскиот народ доаѓа еден страв. Од таа причина има толку многу луѓе собрано околу Исус, затоа што Јован беше многу познат во тој момент. Јован Крстител беше пророкот кој тие го очекува, народот го сметаше за пророк. Па дури и Ирод го сметаше за пророк. Иако не му се допаѓаше тоа што го кажуваше, но вистината некако резонираше тоа што Јован го кажува внатре, и резонираше дури и кај него. Тој беше како зрак на Божиот народ. И сега доаѓа Исус.
Целата сцена се случува веднаш до морето. Тие се на обала. Тие се до морето. Има голема вода покрај која се собира народот. И сето тоа е на пусто место, каде не може да бидат вознемирени ни од властите, ни од гужвата. Исус излегува од коработ и гледа една огромна толпа. Исус го гледа народот и гледа во нив како што? Како овци без пастир. И како што вели евангелистот, се сожали над нив и почна да ги поучува многу, со изобилни зборови да ги полива, да ги поучува, да ги наситува. Кој народот огладне, Исус им нареди на апостолите да ги поседнат луѓето на зелената трева. Им кажа да ги поседнат по 50 и по 100 на зелената трева и да седат покрај мирните води на морето. Го раздели лебот и почна да ги храни луѓето кои беа како овци без пастири. Имаше изобилие кој се прелеваше и остана 12 кошници полни со храна која беше во изобилие во тие темни моменти. Какво ехо е представено овде? Господ е пастир мој. Ништо нема да ме недостасува. Тој ме одбара на зелени пасишта и ме води на тихи води. Ја закрепнува душата моја, ме води по патот на правдата заради името свое. Кој би тргнал и по долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, нема да се исплашам од Ирод, нема да се исплашам од никој, зашто ти си со мене. Твојот джезол и твојата палка ме успокојуваат. Си приготвил пред мене што? Трпеза. Пред очите на моите непријатели. Си ја помазал главата моја со миризливо масло и чашата моја се прелива. Само добрина и милост ќе ме придружуваат преку сите денови на мојот живот. И јас ќе престојам во домот Господов многу дни. Евангелистот успева на убавиот псалм напишан од Давид да го протне низ целата оваа приказна, за која ќе отчитаме овој текст, кој ќе отчитаме хранењето на 5000, кој ќе отчитаме приказната за Ирод, лажниот водач, да знаеме што значи да се биде човек според Божјото срце. Како всушност се користи Божјата власт која тебе ти е дадена за мисијата во која тој те праќа? Што значи да се биде пастир на народот во кој ти си испратен? Можеме Исус да го препознаеме преку псалмот, преку необојот псалм кој Давид го напишал. Господ е мојот пастир. Ништо нема да ме недостасува. Може би Ирод е официјалниот водач, но Исус е вистинскиот водач. Оној кој е по Божјото срце. Господ може би ти дава влијание некако. Зборевме дека преку Божјата благодат и власта која на секој еден од нас ни е дадена, Господ ти дава сфера на влијание. На секој еден од нас дава. За некој ќе биде само сфера на влијание во својот дом, помеѓу децата. За некој ќе биде сфера на влијание на работното место. За некој ќе биде сфера на влијание помеѓу артистите. За некој ќе биде сфера на влијание помеѓу некоја заедница, во семејството, каде и да е. Господ на секој еден од нас доверува некаква сфера на влијание. Дава власт. Прашањето за нас, секоја што станува. Како јас ја користам таа власт? Дали сум верен во она малку во која Господ мене поикува денес? Не утре, не некои големи визии и планови, туку колку јас сум верен на таа Божја визија и мисија денес, на тоа што малку Господ мене поставува. Може би некој од вас
Има и некаква покана за гозбата на Ирод. И да седиш на масата со Ирод. Моето прашање е кон која гозба и забава прибегнува твоето срце? Тоа мора да се прашам јас. Имало моменти во нашиот живот кога сме седеле со многу познати луѓе, многу богати луѓе и секакви луѓе. Знаете ли што? Големо искушение да кажам, и види какво друштво се наоѓаме ние. И искрено ви кажам, секогаш го имам тоа искушение. Таман помислив дека сум го победил тоа искушение, пак се јава. Ни годи, елитизмот годи. Но кон која забава прибегнува моето срце? Како го живееш мандатот кој Бог тебе ти го доверил? Сите сме во најразлични сфери на животот. Една од најважните работи е дали твоето водство, твоето служење, твојот живот и мандат наликуваат на оне на Ирод, во хистерија, во страв, во превласт, или наликува на оне на Исус, во себе жртвување, во себе давање и служење. На што наликува мојот живот? Овие неколку недели зборуваме за визијата и мисијата на Евангелска црква Аеродром. Тоа ќе бидат само зборови доколку нашиот живот не ја рефлектира таа природа на Христос, кој можеме да ја видиме тука. Како добар пастир, кој се грижи за овие овци, кој Господ, кој таткото му ги доверил. Овој притиск за секој еден нас, почнувајќи од мене, да размислам што рефлектира мојот живот. Каква визија јас продуцирам преку тоа кога ќе ме сретнат луѓето мене. Што гледаат во Живко? Го гледаат Ирод или го гледаат или вистински го гледаат Исус? Што рефлектира мојот живот? Како што кажав на почетокот, кога зборувам за црквата, мислам на секој еден од нас поединечно и како заедница. Нека Господ ни даде благодат, нека ни даде сила, да тоа што ќе излезе од нас, да биде служењето како на Божиот единствен Син Исус Христос. Да не бидеме заведени од елитните можности, од повикот на Ирод, туку да бидеме привлечени од љубовта и милоста на Исус Христос, кои носат вистинска преобразба. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, Господи, преку се си покажал кој си ти, во што не повикуваш, Господи. И се Христе, не повикуваш да бидеме како Тебе. Ти, Господи, Твоите апостоли ги облече како себе. Толку многу сакаш да те имитираме, Исе Христе. Во апсолутно се. Татко небесен, често пати немаме сила, често пати забораваме кој е центарот на нашето внимание. Забораваме, Господи Боже мой, колку си важен, колку си суштински за овој свет, Господи. Господи, прости ни. Затоа што понекогаш сме занесени од светлата и раскошот на Ирод, Господи. Забораваме, Господи Боже мой, дека вистинската забава, вистинското изобилие е на пустото место заедно со Тебе. Таму каде што чуда се случуваат. Таму каде што е Твоето изобилие, Господи, и Твојата милост и Твојата љубов. Исе Христе, Ти си нашиот пастир. Господи, исповедам и верувам дека ништо нема да ни недостасува. Дека Ти се грижи за нас. Не сакаш и нема никош да не оставиш. Твојам како црква преобразине, да ја отсликуваме токму таа природа, Господи Боже мој. За луѓето да прибегнуваат кон Тебе, кој си единствениот, кој може на вистина да донесе решение и исцеление за луѓето кои се во светот. Те молиме, Господи, биди со нас, благословине, прими се целата чест и слава, зашто припаѓаат само Тебе, Господи. Амен. Амен.